ова време, кога живеачката е скапа, а умирачката луксус, секој гледа нешто да ќари, па макар било тоа и од мртвите. Дали се во прашање приватни или државни фирми, крајната цел секогаш е обичниот човек. Деновиве граѓаните на Берово се изреволтирани поради најновите случувања околу погребалните услуги, кои досега беа надлежност на јавното комунално предпријатие услуга од Берово, каде граѓаните подолг период плаќале за така наречениот солидарен денар во сметките за вода и приватниот лиценциран оператор за погребални услуги, кој според законот веќе 1 месец го извршува чинот на погребување, кое дополнително треба да го платат граѓаните. Незадоволството, како што велат беровчани, го гледаат во понатамошното плаќање кое се уште им се наложува да го плаќаат и враќање на досегашните дадени средства од нивна страна. Тоа ти прво многу скапо. Второ, това манипулира с народ. Оти да са комуналното го работило, плашаме си по 60 до 120 динара, се ти работи, тия пари са никъде не одат, ти си иземат кој што си треба, наши пари нема никъде. Манипулира с народа, нищо друго. Крадатне, нищо. Това е грешка. Според нас не треба да се води през комуналното. Като што е било, да се продължи така. Да си им дадат лицензия на нека што са имали до са, а приватни работи, това е утепувачка на народа. Това е грешка. Треба да им върнат, на кой ще им върнат? Това е изедено, спиено, кой ще го върнат? Това е нищо, завършва работа това. Те пари са оплачкани, готово. Абе, аз немах от услуга нещо, некој проблем, кој знае каков. Од приватни паричките се многу. Јас може да и подправам, а некој ќе се сука за таа сума. Многу се си пари, давачки се това многу. За разлика од предходно. А дуњата е одвојала средства за тие. Сад, мој дедомито, да речеме, одвојава толку и толку години по студирале, по колку са били, и сад одеднаш не важи това, че плащате на приватни. Решението само да ја обештетат, друго не гледам аз. И приватнако си тера своето. И он си има арчове. Кој ќе врне? Нема врска, тоа е завршено. Што се земе тоа готово. Крај. Нето мисля свето на тие пари. Нема потрошени за кој ќе има. Кој ќе врши? Тоа преко комуналното условите, до там, нама разбираш и се заврши. Оти ни комуналното нема пари, не да вршава. Нема. Мисли жели се бюджет. Оти од комуналното ни се опираа по 110 денара месечно. А тука, кога ќе слуша погребни услуги околу 12.000, тоа не е вред. Народот не е задоволен и мора да стане нешто лошо. Не бива. Или да прават, или нема никој да плати. Според нас треба да изедначат, да утаначат цените со републиката и да си направат договор меѓу социјалното и народот. Не може некак социјалното да покрива тие трошкови. Од има и богати и сиромаси, и народот не е задоволен. Некој нема пари, некој има пари. Некој не прави проблем. Кој има пари, он си плати. Оти тоа не даде Боже на никој и на секој може да се деси. А они си одна предтера на пари. Ако веќе некој си е земал тендер и ако работи, значи треба на него да се плаша, не на комунално. Не мислоти треба това да се тргне, а на свето да се обештетат. Не плащам комунал. Там горе и за утре кој ќе ме погребе, мене кад сам сам. Незадоволството не е пред, не е испред. И требало да сме оповестили. Директорот на јавното комунално предпријатие Љупчо Дракалски истакна дека солидарниот денар кој граѓаните прописно го плаќале и не постои од 2013 година, премина во гробна такса која и понатаму се наплаќа и ќе се искористува за преуредување на градските гробишта, а сите граѓани на општина Берово, кои досега го вложувале својот денар во овој солидарен програм и го немаат искористено до тој ден кога е утврдена гробната такса, тие согласно со законските прописи кои се во процедура и веќе се поминати на управниот одбор треба да бидат обештетени со враќање на средствата на трансакциона сметка или компензирање со некој неплатен долг кој го има спрема комуналното предпријатие, но за сето тоа треба да се даде согласност од Советот на општина Берово. Во најскоро време Дракалски истакна дека ќе има седница на Советот на општината, каде ќе биде утврдена цената на гробната такса и ќе излезе со подетелни информации за беровчани. Согласно донесениот закон за погребални услуги, одделени се надлежностите на погребалните услуги се поделени на два дела. И тоа
управување со гробишта, значи законот предвидува управување со гробишта кој во нашата општина е доделено на управување на ЈПКР услуга и се состои во одржувањето на самите гробишта. А вториот дел е самиот чин на погреб, значи давање на погребална услуга при самиот чин на погребување на лицето, кое е независно и не може веќе да го врши јавното комунално предпријатие, туку го врши правно лице кое е лиценцирано и има дозвола за изведување на тој чин, односно на тој погребален процес. Со тоа, значи, раздвојување поранешниот солидарен денар кој го нашите граѓани во Берово плаќаа согласно законските прописи помина во гробна такса. Значи тоа е надоместок кој се плаќа како гробна такса исклучиво за одржување на гробиштата. Јавното комунално предпријатие сигурно дека бидејќи нашите луѓе со солидарниот денар плаќале од периодот, тоа е негде од 97 година, со една такса, потоа во 2003 таа такса е зголемена. Некои од нашите домаќинства, семејства го немаат искористено, значи вложувале свој денар во преку тој солидарен, така наречен солидарен погреб. Тие согласно законските прописи кои се во процедура и треба да се донесат од управен одбор и веќе на управен одбор се поминати, сега треба да се даде согласност во советот, значи или да ги потврди или да ги отврди тие одлуки на управниот одбор и со тоа ќе се омогучи да бидат компензирани, односно луѓето кои тој ден кога е утврдена гробната такса, кои не го искористиле тој солидарен денар, имаат средства во јавното комунално предпријатие да бидат обештетени со враќање на трансакционна сметка или компензирање за долг ако се има према комуналното, во смисол на неплатени комунални услуги. Според Законот за погребални услуги, јавното комунално предпријатие од Берово е управител на градските гробишта, кој е задолжен за уредување на нив, додека општината преку јавното комунално предпријатие е должна да склучи договор со приватниот оператор за погребување на покојните, кој со посебни законски прописи и услови како поседување сертификат, лиценца и дозвола за вршење погреби, е должен да го извршува самиот погребален процес. Петар Сивевски, собственикот на приватната фирма за погребални услуги Вечен дом во Берово, смета дека луѓето треба повеќе да се информираат околу новите промени и дека револтот кој е присутен не е по негова вина, туку тој по сите законски прописи и со комплетна документација ја врши својата дејност. Законска рамка не постои. Таа гробна такса, односно говорим што стои на белешката за вода, што пише като гробна такса, во износ од 110 дена. Законот стои дека тоа е надоместок за одржување на гробишта, а не е за погребално. Тука све тоа не се информира. Тука не се. Висината на таа погребална услуга одредува за таа гробна такса, одредува јавното комунално предпријатие, управниот одбор и ја потврдува совет. А дали е висока, дали е ниска, тука ја се оградува, тоа си е став на јавното комунално предпријатие. Ја, например, Оти до сега, например, за тие 110 дена са давали и опрема. А сега опрема они не дава, а надоместок се останува ист. Това е логичко. И това е највеќе што иритира населението во градот Берово. А сега законската регулатива е таа че има приватен оператор. Странката е длъжна да плати погребалната опрема и услуга на операторот, а јавното комунално да се одреди висината на давачката за гробната такса. Односно това е за одржување на гробиште. Законот јасно стои. Значи, лице кое нема финансиски средства за извршување на погреб, односно за добивање на погребални услуги, ќе биде погребан, без обзир на се това, а после операторот за погребални услуги, во соработка со надлежните институции, ќе се обезбеди средства. Значи, не треба да се грижат никој. И тие што нема финансиски средства, според закон, операторот е длъжен да изврши погреб.
Колку за информација да ги подсетиме беровчани дека веќе 3 години плаќаат по 1500 денари само за влез на споменичар, а во најскоро време се очекува и дополнителни трошкови за престојување на починатиот во новоизградената капела која треба наскоро да профункционира. Тоа е веќе поведено. Плаќањето на споменичарите за влез во гробишето да извршат работа. Газдата на која се прави споменикот треба да уплати 1500 динара во комуналното горе и со белешката да се врне, да ја даде на мене за кога ќе дојде контрола да се покаже ова е платено и да се изврши работата. Па јас имам договор склопено со комуналното пред 3 години. Мои информации за едно 3 до 5 месеца треба да се пуштат во употреба. Од надлежност на вас Од надлежност на локалната самоуправа. Висината на надоместо која утврдува Советот на општина Берово, а на мене като оператор законски ми наложува јас да истава на мој ценовник и тие средства да ги префрлам на локална самоуправа. Така е насекаде, така ќе биде исто така со ние услуги во Реба. Капелата е се уште во завршна фаза на изградба. Мислам дека треба опремата да се внесе да се купи и да се внесе внатре, тоа е селадилница. Секако дека законот се предвидува и надоместо дека ќе има трошок за ова, али и тоа ќе го утврди, значи времето ќе буде дека ќе го утврди управниот одбор со носење на согласност од Советот. Значи за цената обично од СА и тоа ќе го плаќа операторот. Значи операторот е должен да после 2 часа од настапување на смртта да покојникот го пренесе во капела таму каде што има. Дали граѓаните на Берово ќе си ги добијат парите и ќе им се врати назад безгрижноста како порано за нивниот погребален чин, или со нивните средства градските гробишта ќе залечат како оние во Менхетен, ќе покаже очекуваната седница на Советот на општина Берово.